Бугарскиот европратеник Кристијан Вигенин, кој денеска го представува извештајот за напредокот на Македонија пред Европскиот парламент, во интервју за Дојче Веле на македонски јазик, вели дека заменувањето на македонскиот јазик со терминот официјален е дел од отворените прашања на Македонија. Тоа е веќе прашање за кое ми е тешко да одговорам. Вие знаете какви се двоумењата околу употребата на името. Мојата држава го призна уставното име на земјата, но прашањето за јазикот останува, исто како и за името на државата. И ова прашање многу брзо ќе си го најде соодветното решение. Впрочем, во извештајот се споменати некои прашања, кои се уште се отворени со другите соседни земји, посебно меѓу Македонија и Бугарија. Се надевам дека ќе има поголема конструктивност со поглед кон иднината и да не се концентрираме толку многу на минатото и неговите толкувања, вели Вигенин. Тој вели дека по изборите македонските власти нема да имаат оправдување во однос на напредокот на преговорите за името со Грција. Без разлика која ќе биде владата, таа ќе има јасен мандат да работи на тоа, бидејќи на тамошното блокирање и одлагање на преговорите има негативни последици за земјата и народот и за нивниот социјален и економски развој, како и за меѓуетничкиот соживот, вели Вигенин. Вигенин не сака да биде известувач за Македонија до крајот на мандатот на Европскиот парламент и смета дека не е во ред известувачот на земја кандидат да доаѓа од соседна земја. Јас немам колебање за себе си, ќе продолжам да помагам и понатаму. На таа тема работев со Зоран Талер, а и во самата партија на европските социјалисти работам на процесот на проширување. Но сметам дека известувачот за една земја кандидатка не е во ред да доаѓа од соседна земја. Понекогаш може да се случи кога е потребно известувачот да изнесува мислења што можеби нема да им се допаѓаат на властите на соодветната земја. Во таков случај, сигурно дека е можно тие критики да бидат објаснувани со националната припадност на соодветниот европратеник. Критиките и барањата на Европската Унија треба да се прифатат, иако тоа не е лесно, вели Вигенин во интервјуто за Дојче Веле.